Тешки механички повреди и обилни крварења се причините за смртта на патниците во италијанскиот Пайпер Сенека 2, кој се урна над Скопско Кожле. Неофицијалните информации говорат дека до вечерва се очекува да заврши обдукцијата на 6-мината кој настрада во авионската несреќа предвадена. Според првичните сознанија, 4 тимови од судска медицина работат на обдукцијата на телата кои беа пронајдени на местото на падот на авионот. По завршување на обдукцијата следува фазата за утврдување на идентитетот, која се спроведува со споредба на ДНК со роднини на починатите. Оваа постапка според информациите би требало да трае 2 до 3 дена по добивање на примероците од крв. Телата на италијанските и косовските државјани кои беа пронајдени на местото на падот на авионот во безживотна состојба се наоѓаат во просториите на судска медицина, каде се вршат сите испитувања. Неофицијално истрагата која треба да ги докаже причините за падот на Пайперот ја водат двајца обвинители.